Колешке, не е фер да спомнувате нешто за кое колегата и колешката не можат во моментот да ви вратат. Но да бидеме реални. Општина Гевгелија и градоначалникот Сарамандов ја наследија општината со милиони денари долгови. Милиони денари долгови. Истото се случуваше во сите општини. Во сите општини. И вие овде зборувате зошто предизборните ветувања биле големи и не биле реализирани. Колешке, живот ветивте во државава, немам зборови каква погубна политика водите и каква е лоша состојбата во државава. Но, јас да ви кажам најискрено, кога станува збор за локалната самоуправа, треба да се интересирате што прави најголемата политичка партија во Република Македонија, ВМРО-ДПМН, кога прави отчет, бидејќи додека ние даваме отчет пред граѓаните за сработеното, вие одите низ Република Македонија и правите стендап шоу, исполнето со навреди, што кон нас, како опозиција, што кон вас, додека ве тераат да станувате и да ве гледа сала. Сега послушајте ме да ви кажам што се однесува до општина Кисела Вода. Во општина Кисела Вода реализирана е програмата повеќе од 80% од ветеното, колешке. Интересирајте се малце што прави локалната самоуправа. Општина Кисела Вода, предводена од ВМРО-ДПМН и градоначалникот Орце Ѓоргиевски, имаат асфалтирано голем број санации на улици во населба и село Драчево, во Пржино, во Расадник, во 11. октомври, во Усје, во Црниче, и јадници метри се направени. Понатаму, санирани се паркинзи, фекални и атмосферски канализации во должина од повеќе од десетици километри, водоводни мрежи, капитални објекти се започнати со изградба, урбанизмот, и сето тоа благодарение на ВМРО-ДПМН и, ќе повторам, градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Интересирајте се за локалната самоуправа пред да почнете да навредувате, а не само стендап шоу да се прави со навреди кој не доликува на еден премиер и на еден трајно неспособен председател што го имате. Благодарам. Контрреплика Марија Константинова.